Почитувани, ВМРО ДПМН е партија која останува верна на своите заложби за транспарентност и демократичност, солидарност и хуманост, со почит кон дигнитетот и достоинството на човекот. Навикнати сме на обвинувањата и најразноразни измислици од страна на СДСМ, но овој пат ги надминаа сите граници на дозволеното, удирајќи врз дигнитетот и законскиот кредибилитет на институциите, инволвирајќи ги во нивни безидејни и манипулацијски игри за политички поен плюс. Една ваква изјава на шефот на изборниот штаб на СДСМ, Оливер Спасовски, каде вели дека МВР, Министерството за земјоделство и шумска полиција, како и Центарот за социјални работи, вршат притисок врз граѓаните за поен плюс, е нешто со кое СДСМ се обидува да си ги прикрие своите нечесни и противзаконски игри со кои го рушат човековото достоинство, злоупотребувајќи ја нивната социо-економска состојба. ВМРО ДПМН сака јасно и гласно да им порача на сите оние кои се служат со вакви механизми, дека власта по секоја цена не може да се добие со уцени, закани, заплашувања и подмитувања. Ние цврсто сме уверени дека не постои цена со која може да се купи достоинството на еден човек. Затоа и на овие локални избори излегуваме со конкретна програма, со дела кои ќе возможат подобар и поквалитетен живот за секој наш сограѓанин. Лесно да се зборува и да се префрлува топката на некој друг, но од СДСМ и не можеме нешто друго да очекуваме. Затоа што тие се оние кои одат на избори без програма, без конкретни дела со кои можат да се пофалат, и тие се оние на кои единствено што им остана е употреба на методи на подкупување, заплашување и уцени. На само чекор до изборите очигледен е стравот кај СДСМ дека на 7 април ќе доживеат тежок пораз. Затоа му порачуваме на шефот на изборниот штаб на СДСМ, господинот Спасовски, првин да си ги погледне во својот двор и да се запраша. Зошто токму неговите комши и пријатели од населбата Перо Чичо не го доверија својот глас за СДСМ? И зошто ВМРО ДПМН би користел вакви методи во населби каде убедливо ја доби довербата од граѓаните? Останува нејасно доколку сето ова е вистина. Зошто немаат поднесено ниту една пријава и дали сметаат дека нивниот збор е доволен доказ? Веројатно, се уште се наоѓаат во шок поради поразот кој го доживеавте во првиот изборен круг. Немате меѓусебна координација и ја имате заборавено изјавата од вашиот кандидат Зоран Дамјановски, која даде непосредно по завршување на првиот изборен круг, дека изборите ги оценувам за фер и демократски. Затоа им порачуваме на граѓаните на Куманово дека вашиот глас нема цена. Со вашиот глас вие одлучувате во каква иднина ќе живеете. Вие, вашите деца и поколенијата. ВМРО ДПМН ја почитува секоја ваша одлука. Ние не нудиме локуми, брашно, зејтин или било какви материјални средства. Ние нудиме дела, ние нудиме просперитет и подобра иднина. Ви благодарам.